Ако смеам да го парафразирам Борислав Пекич и насловот на една негова култна книга, годинава што изминува или што помина, ни ја изедоа скакулци. Оваа година ја сметам за прескокната година и во мојот живот и воопшто во целата историја на човештвото. Оваа година беше пренапрегната со страв, со стресови, со затвореност, со социјални дистанции, со маскирани луѓе. Меѓутоа, од друга страна, таа социјална дистанца не натера да се вратиме сами кон себе и да сватиме дека можеби самите себе си најмалку се познаваме и да почнеме да се откриваме себе си, што мислам дека ако може така да се каже, барем една позитивна работа што ни ја донесе оваа здравствена криза. Книгата секогаш игра добра улога. Јас не мислам дека овие услови нешто го подобрија односот кон книгата или го влошија. Мислам дека луѓето кои имаат навика да читаат и кои знаат да читаат, читаат и сега. Луѓето кои не читале или не сакаат да читаат, не читаат ни сега. Од друга страна, книгата е многу важна за деновите на затвореност, на карантини, на неизлегување од дома, затоа што тоа е сега единствениот практички прав прозорец каде што човек може барем во својата фантазија да прошета во некои своји светови или во некои стварно постоечки светови, така што сега и се гледа нејзината тежина, да кажем. И се надевам дека луѓето тоа го сваќаат и ќе го сваќаат се повеќе и кој ќе помине оваа криза. Може сега да излезам присречен, меѓутоа за мене настана годината е графичката новела Улица од Матеј Богдановски, работена според, ја би рекол дури првиот роман, првата новела, првата подолга проза во Македонија, истоимениот, мислам, Улица од Славко Јаневски. Станува збор за капитално луксузно издание, кое го работевме, го издаде фондацијата Славко Јаневски во соработка со Арс Ламина, со кој имаме, значи, од кога постои фондацијата имаме прекрасна соработка и сите наши изданија, вклучувајќи го тука и првиот македонски роман Село за седумте јасени стебла и други наши изданија беа работени со Арс Ламина. Многу ми се драги изданијата на Пегас. Тоа е награда што ја дава Арс Ламина во соработка со фондацијата Славко Јаневски за необјавен роман. Тоа е доказ, како да кажам, стимул за создавање квалитетна литература и надвор од државните текови и надвор од државната поддршка на културата. Сега гледаме, овде се два автори, Владо Јаневски, кој на одреден круг читатели сигурно им е познат по своите претходни дела, и Љупчо Петрески, и драго ми е што оваа награда овозможи да се појават овие романи. Јас сум веќе во тие години кога малку се занимавам со желби и имам малку очекувања. Во принцип, колку помалку очекуваш, толку повеќе ќе ти се остварат очекувањата, да кажем. Она што мислам дека ќе се случува во следната година е дека полесно ќе бидеме веќе привикнати на новата реалност, ќе можеме, се надевам, нели јас, дека Дедо Мраз ќе не ги донесе вакцините и ќе запре цела оваа агонија со здравието и со здравствената криза, ама мислам дека сите веќе се научивме да работиме во новата реалност и верувам дека повеќе ништо нема да биде исто како што беше.